Денеска православната црква ги празнува преподобните маченици Јован и другите од манастирот на Светиот Сава освештен крај Ерусалим и светата маченичка Фотина. Преподобните маченици Јован и другите од манастирот на Светиот Сава осветен крај Ерусалим. Овој славен манастир посетуван и од Светиот Сава српски и даруван од неколку српски владари и ден денешен постои. Повеќе пати е напаѓан од дивите Арапи, ограбуван и пустошен, но со промислата Божја секогаш е обновуван и до ден денешен сочуван. Во времето на царувањето на Константин и Ирина бил нападнат од арапите и ограбен. Монасите не сакале да бегаат, туку советувајќи се со својот игумен Тома рекле: "Ние избегавме од светот во оваа пустина заради љубовта Христова. Срамота е да бегаме од пустината од страв од луѓето. Ако бидеме убиени тука, ќе бидеме убиени поради љубовта кон Христа, поради кого и сме дошле тука да живееме." И така одлучувајќи ги дочекале ненаоружани, наоружаните арапи, како јагниња волците. Арапите, некои од нив со стрели ги умртвиле, а некои ги затвориле во пештерата на Светиот Сава, па запалиле оган на влезот, та со чадот ги задушиле. И така мнозина од нив завршиле како маченици заради Христа и се преселиле во царството на оној кого го љубеле и заради чија љубов изгинале. Чесно пострадале пред Великден во 796 година, во времето на царот Константин и Ирина и патриархот Ерусалимски Илија. Но набргу дивите напаѓачи ги стигнала праведна казна. Враќајќи се во своите шатори, тие се раскарале и во взаемната борба сите изгинале. Тоа се случило во 796 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
моливи спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светата маченичка Фотина. Тоа е онаа жена, самарјанката која ја имаше таа ретка среќа да разговара со самиот Господ Христос на Јакововиот бунар кај градот Сихар. Поверувајќи во Господа, таа потоа пошла да го проповеда неговото евангелие со своите два сина, Виктор и Јосија, и со петте сестри, Анатолија, Фота, Фотида, Параскева и Кирникија. Дошле во Картагина во Африка, но биле тужени и во Рим доведени во времето на царот Нерон и во самица биле фрлени. Со Божјата промисла, ќерката Неронова, Домнина, дошла во допири со светата Фотина и од неа била обратена во верата Христова. По самувањето сите пострадале заради Христа. Фотина, која на бунарот првпат била осветлена со светлината на вистината, била фрлена во бунар каде што завршила и отишла во бесмртното царство Христово. Достойно est Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Благослови.